Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денеска, на пленарна седница во Собранието, предлог буџетот за 2019 година влегува во последната собраниска фаза. Очекувам сите пратеници да дадат поддршка за негово усвојување, затоа што буџетот за 2019 година е домаќински, развоен и обезбедува повеќе пари во секое семејство кај секој граѓанин. Во 2019 година се очекува забрзување на растот на бруто домашниот производ за 3,2%, каде што позитивен придонес врз растот е предвидено да има домашната побарувачка, нето извозот, како и капиталните инвестиции. Просечната нето плата во следниот период ќе продолжи да расте и се очекува да изнесува 4,5% на номинална основа. Проекцијата на раст на бројот на вработени во 2019 година изнесува 2,1%, што ќе придонесе просечната стапка на невработеност да се намали на историски минимум на околу 20%. Со буџетот предвидено е зголемување на платите за 5% за вработените во образованието, здравството, социјалната и детската заштита, одбраната, полицијата, судството, културата. Зголемување на платите за 10% е предвидено за лекарите специјалисти. Се реформира системот на социјална заштита. Со воведување на мерките за гарантиран минимален приход и семеен пакет на права, лицата кои примаат социјална помош имаат можност да добиваат и до 300% зголемена социјална помош. Создаваме можности околу 60.000 деца да добиваат детски и образовен додаток. За прв пат се воведува мерката зелена нафта, што значи дека земјоделските стопанства ќе добиваат поддршка до 30% за набавка на нафта. Тоа ќе ги намали трошоците за производство и ќе останат повеќе пари кај земјоделците. Буџетот за 2019 година обезбедува повеќе пари за одбраната, за социјалната заштита, повеќе пари за инфраструктурни проекти, зголемена поддршка за компаниите. Истовремено, низ конструктивна дебата овде во Собранието, прифатени се 9 амандмани поднесени од опозицијата во вкупна вредност од околу 500.000 евра. Од тука очекувам конструктивноста да продолжи и сите пратеници, без разлика на која партија припаѓаат, да го поддржат буџетот за 2019 година, што е во интерес на граѓаните, на државата и на економијата.